Со излагањето на обвинителот во Велешкиот суд, денеска заврши судењето на тројцата лекари од Гевгелиската болница, обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и незиното новороденче. Според обвинението, пред речиси 3 години, анестезиологот Томчо Ванчев и гинеколозите Венци Чалков и Дончо Москов, како тим, направиле низа пропусти, со што придонеле за смртта на Маја. Обвинителството беше должно во текот на истрагата да ги испита сите можности и да ги утврди сите факти, па да оди на обвинение. Не може да се донесуваат пресуди на база на медиумски притисок или да се подкрепуваат постапки. Очекувам ослободителна пресуда, изјави Милан Трајанов, адвокат на еден од обвинетите. Задоволен што конечно заврши судењето, но со мачини што последните 2 години морал да ги преживува, односно трагичните моменти од смртта на неговата сопруга и дете, Димитрија Кадиев, вели дека лекарите мора да сносат вина. Оти анестезиологот бил пијан, а гинеколозите му дозволиле да работи во таква состојба. Јасно е дека тоа не се случило случајно. Тоа со вина. Мојата сопруга отиде здрава во болница и сега каде е. Имало пијани анестезиолози. Деците на Димитрија Кадиев, сопруг на починатата Маја. Вештачењето утврди дека Кадиева починала од задушување како резултат на интубација. Од друга страна, одбраната тврди дека причина за смртта е реакција од лековите за анестезија. Кој е во право, а кој е виновен, ќе се знае на 21 овој месец, кога Велешкиот суд ќе ја соопшти пресудата.